Отче, што ми даваш сила и љубов да сведочам и да го озвучувам и да проповедам од Твоето Слово. Те молам Твоето Слово да допре до оние што имаат потреба од него, како духовна храна, за да се разбудат, да поверуваат во Тебе, Исусе Христе, Оче Небесен, во Твојот Син Исус Христос, кој го испрати и ја пролеа својата света крв за секој од нас. Ти благодарам, Господе, што ни даваш сила и љубов да врвиме по Твојата светлина. Послание на светиот апостол Павле до евреите, 11 глава, првите 2-3 стиха. Верата е жива представа за она на кое се надеваме и докажување на она што не се гледа. Секој од нас има вера. Некој верува во себе си, некој верува во некои непознати сили, некој верува во таткото и својата и мајката, некој верува во своето семејство, некој верува во татковината, некој верува во партијата и во нацијата. Ние зборуваме за една верба во Бога, која ќе ве донесе, како што е пишано во Светото Писмо, до спасение и до вечен живот. Еве што вели понатаму во 11:6 кај евреите апостол Павле. Апостол Павле дојде во Македонија по сон на еден македонец и Господ ја услиши молбата и повикот. По тоа видение апостолот Павле вели: ние дојдовме во Македонија, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат дека Он постои и дека и наградува оние што го бараат. Преку вера и самата Сара, бидејќи неплодна, доби сила да зачне и покрај возраста нејзина роди, оти го сметаше за верен оној кој беше ветил. Ние зборуваме за една верба во Господ Исус Христос, која е спасителна, која ќе ве донесе до еден живот вечен. Ние веруваме во Господ Исус Христос. Што значи да веруваш во Господ Исус Христос? Тоа значи да го повикаш да застане на тронот на твојот живот, да клекнеш на колена, да се помолиш, да се покаеш, да им простиш на сите и да кажеш: Господи Исусе Христе, дојди, застани и остани на тронот на мојот живот. Еве што вели понатаму во Евреите 11:13 за светиите. Сите тие умреа со вера, не добивајќи ги ветувањата, а само оддалеку ги видоа и се уверија. И ги поздравија, признавајќи дека се гости и придојдени, бидејќи оние што така зборуваа, покажуваа дека бараат татковина. Иако ја беа имале наум онаа татковина од која беа излегле, ќе имаа време да се вратат, но сега сакаа подобра, односно небесна татковина. И затоа Бог не се срами за нив да се наречува нивен Бог, бидејќи им приготвил град. Ние зборуваме за еден христијански принцип, дека ние сме овдека на земјава привремено, а горе постои Божиот царство на небесата. Ако верувате во тој принцип, тогаш вие нема за што да се грижите, нема да се врзувате за земното, нема да се врзувате за стравот, нема да се врзувате дека нешто ќе ви се случи, бидејќи ви имате подобра, односно небесна татковина. Еве уште нешто од Евреите 11:25. Со вера Мојсей, кога порасна, се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка и повеќе сакаше да страда заедно со народот, отколку да има преодна гревовна наслада. Еве што ќе кажеме уште за верата и што да кажам уште понатаму. Евреите Павле 11:32. Оти не ке имам доволно време да прикажувам за Гедеона, за Варака, Самсона, Јефтаја, Давида, Самуила и другите пророци, кои преку вера победија царства, вршеа правда, добија ветувања, затворија уста на лавови, угаснаа огнени стрели, ја избегнаа острицата на мечот, од немокни станаа крепки, станаа силни во војна, прогонија туги војски. Жени примија своји умрени воскреснати, други пак беа мачени и не примија ослободување.
за да добијат подобро воскресение. А други поднесоа подигрување и бичување, па дури и окови и затвор. Со камења беа отепувани, со пила резани, на искушенија подложувани, умираа убивани со меч, скитаа во овчи и кожи, во сиромаштија, во маки, во срам. Оние за кои светот беше недостоен, скитаа во пустињи, по ридови, по пештери и земни бездни. И сите тие, иако примија сведоштво преку верата, сепак не го добија ветувањето, ветеното, оти Бог за нив предвиде нешто подобро, да тие без нас да не постигнат совршенство. Ние зборуваме за една таква вера. Вера во Господ Исус Христос, вера која ви дава вечен живот, вера која ви искупува за гревовите, вера која ве држи во совршено здравие, вера која ви дава сила да увршите истото она што го правеше Исус Христос. Помислете пак на оној кој од грешниците претрпе над себе си таква поруга, да не ви досегне и да не опаднете со духот. Дали знаете што направи Господ Исус Христос за вас? Отецот Небесен го испрати својот син, бидејќи луѓето не можеа да ги исполнат законите и грешеа. 10 Божји заповеди напишани на камен и им напиша заповеди во нивното срце со живите слова. Живото слово, Исус Христос слезе, се овоплоти, стана човек, ги зеде гревовите на светот. Ве откупи пред небесот, Отецот Небесен, ги зема сите ваши болки, болести и страдања. Ве помири со Отецот Небесен, ви дава вечен живот, зашто секој што ќе го повика, моето име ќе биде спасен. Еве уште една заповед која е важна за христијаните, која апостолот Павле, кој дојде во Македонија, нели, по сонот на македонецот, Евреите 12:14. Грижете се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да го види Бога. Уште еднашка, грижете се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да го види Господа. Ние сега зборуваме за христијанскиот принцип на православието, на напаѓање едни со други. Во Библијата пишува дека било нема повеќе да има ни евреин, ни јудеец, ни грк, ни роб, ни слободен, ни машко, ни женско, сите сме во еден дух напоени. А ние имаме национализам, имаме Српска православна црква, Бугарска православна црква, Грчка православна црква, Македонска православна црква, Украинска, Руска православна црква и едните со другите не се љубат и не се сакаат. Дали е тоа христијанскиот принцип? Грижете се да имате мир со сите и светост, без која никој нема да го види Господа. Гледајки да не би некој да се лиши од Божјата благодат, да не би некој горчлив корен што ми изникне да направи штета и преку него да се осквернат многумина. Го молам Господа и Бога, и Исуса Христа, и Отецот Небесен, и Духот Свети, да дејствуваат православието, да се разбуди, да се освести, да престане со национализмот, да престане да ги напаѓа помалите црковни заедници и да тврди дека се тие избраните, бидејќи има еден интересен, нема ни еден совршен, нема ни еден праведен. Има еден интересен проповедник Дерек Принц, можете да го најдете на интернет, кој вели, штом црквата ќе почне да се прогласува за апостолска, дека таа е најдобрата, духот на антихристот влада е во нив. Запомнете го тоа. Еве што вели апостолот Павле во посланието до евреите. Братолюбие нека пребива меѓу вас. Гостолюбивоста не заборавајте ја, бидејќи преку неја некој не знаејќи и му кажа гостопримство на ангели. Помнете ги затворениците, како да сте со нив затворени, и оние што страдаат, оти сами сте и во тело. Еве уште нешто, така што слободно можеме да велиме, Господ ми е помошник, што може да ми направи човек. Исус Христос е ист, вчера, денес и довека. Брате, христијанине, пријателе, патот е тесен што води кон животот и малкумина го наоѓаат. Твојот пат е еден. Кој ќе го избере Исуса Христа за спасител, тој ќе врви по светлина, зашто Исус вели, кој врви по мене, нема да оди во темнина
и ќе има светлина во животот. Исус Христос е ист вчера, денес и до века. Евреите 13:8. И еве уште нешто во Евреите 14:16. Бидејќи овде немаме постојан град, туку го бараме оној што ќе дојде. Преку него пак секогаш да му пренесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од усните што го прославуваат името Негово. А доброчинството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се угодни на Бога. На Бога не му требаат курбани, колења, јајца, свеки. Еве што вели. Доброчинството и милосрдноста не ги заборавајте, зашто такви жртви му се угодни на Бога. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ве усоврши во секое добро дело, за да ја исполните Неговата волја, вршејќи го во вас она што му е нему благоугодно, преку вера во Исуса Христа, нему слава и во век и векови. Амин. Господе Исусе Христе, Оче Небесен, во името на Господ Исус Христос сега ја спроведувам власта што ми е дадена. Оти пишано е, до сега ништо не баравте, сега барајте што и да побарате во моје име ќе ви биде дадено. Го молам Господа Исуса Христа за мир во мојата татковина Македонија. Духот свети да се излее врз сите христијани, да се собереме еден ден заедно да се молиме, да не се напаѓаме и хулиме меѓу себе. Поголемите цркви да не ги напаѓаат малите, да не се прогласуваат за апостолски цркви и избрани од Господа, зашто Господ знае кои чеда се Негови, зашто Господ е тој кој одредува, зашто првите ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. И да се собереме во духот, љуби го својот ближен како себе си, и за авторитет да го имаме Светото Писмо, бидејќи во Тимотеј е пишано целото Свето Писмо е од Бога вдахновено. Светото Писмо е напишано од Бог и каква штета, каква пропаст, каков пораз е да бидете христијанин, а да не сте го прочитале. Не можете да бидете христијанин без да живеете со живата храна, со живите слова на Светото Писмо. Зашто пишано е, кој ќе, ако вие останете во моите слова, во Светото Писмо, на вистина ќе бидете мои ученици, ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Бидете благословени во мир, Божја благодет, во светлина и љубов. Во името на Господ Исус Христос сега ги раскинувам прангите на сатаната и сите злосилија што се фрлени врз мене из македонската земја и врз сите христијани во светот. Во името на Господ Исус Христос со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам прангите на злото што се фрлени врз мене, врз македонскава земја, врз сите мои родители, роднини, пријатели, врз христијаните во светот. Господ Исусе Христе, Ти ни даваш сила. Без Тебе не можеме ништо, оти пишано е, војната не е ваша, туку е Божја. На Тебе се надеваме. Дојди, Господ Исусе Христе, застани и остани на тронот на нашите животи и во Твојата Исус Христова Македонија.